Добро вечер. Тредневник на К3. Две лица се повредени, од кои едно потешко во сообраќајната несреќа што се случи утрово на магистралниот пат Куманово Крива Паланка. Едниот од повредените поради сериозноста на повредите префрлене на една од клиниките во Скопје. Две лица се повредени во сообраќајната несреќа што се случи утрово во 5 часот и 45 минути на магистралниот пат Куманово Крива Паланка кај Црмбик. До сообраќајката, соопшти СВР, дошло откако автомобил Opel Astra управуван од 26 годишниот ДТ од Куманово, кој се движел кон населбата Карпош, изгубил контрола, преминал на спротивната коловозна лента и директно се судрил со комбе, товарно моторно возило управувано од 38 годишниот кумановец ВП. Во сообраќајката интервенирала и Кумановската противпожарна единица. Од Титна помош Куманово, на сообраќајката се упатиле две амбулантни возила. Возачот на автомобилот се здобил со тешки телесни повреди и поради сериозноста на повредите префрлен е на една од скопските клиники, додека возачот на комбито е задржан на лекување на оделението за хирургија во Општа болница Куманово. Токму денешниот ден, 15 ноември, е светскиот ден за сеќавање на жртвите во сообраќајните несреќи. Непочитувањето на ограничувањето на брзината, возењето во алкохолизирана состојба, неупотреба на сигурносни појаси и кациги, возењето под одвлечено внимание се главните причини за сообраќајните несреќи со фатални последици. Годишно во светот 1,2 милиони луѓе страдаат во сообраќајни несреќи. Според анализата која што ја прави Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата, непочитувањето на ограничувањето на брзината, возењето во алкохолизирана состојба, неупотреба на сигурносни појаси и кациги, возењето под одвлечено внимание, а тоа подразбира зборување на мобилен телефон и останати електронски уреди, се главните причини за сообраќајните несреќи со фатални последици. Граѓаните сметаат дека поголемо внимание треба да се обрне при учење на практичниот дел од возачкиот испит и нивна целосна примена во почитување на сообраќајните правила и прописи со цел да се зголеми безбедноста во сообраќајот. Можеме да бидеме безбедни кога и ние пешаците ќе внимаваме, а исто и шоферите треба да внимаваат. Дали има многу жртви во Куманово? Млади луѓе дали гинат? Има, јас на улица Прометна живеам, така да многу се брзо вози. Не се гледа дека има мајки со деца или деца да истрчаат на улица не сакајќи, така да не е безбедно. На споредна улица сум, главна е, меѓутоа не е булевар, така да тука многу се брзо вози. Многу, често реагираат и комшиите, и со децата кога сме во дворовите се играат. Не знам, нашите надлежни органи треба малку и во вечерните часови да преземат и во попладневните, така да и улицата оди на кај спортска сала доле на кај булевар се вози многу брзо, многу. Не е безбедно толку. Вака по центарот, ајде каде е обележено со семафори, со главна улица, центар да кажеме, можеби тука се попримерни. Меѓутоа на другиве улици не се. Па ништо, хаос. Нема безбедност. Така, дали има многу жртви според вас? Па како кад? И што еве да направиме за да се направи, значи да се преземат мерки за намалување на сообраќајот, за ризикот во сообраќајот? Стварно не знам. Поголема одговорност на возачите? Па тој свакако треба поголема одговорност за возачија и превише возила, улице тесне. А дали вие сте возач? Да, возач сум. Така, еве како возач, што мислите за безбедноста во сообраќајот? Дали доволно се внимава во Куманово? Па да ти кажам искрено, некои доволно ова внимаваат, некои не. Сега зависи од луѓето. Безбедно ако седиш на клупу само или дома на столче. Иначе по улицу, по тротоар, не. Кад се полага да се учи, да улегне у навику. Иначе после џабе му каза, џабе му све. Ако не научи он на време како треба да вози, што да вози и куде да иде. Статистиката која што ја прави Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата говори дека во првите 9 месеци од годинава се забележени 3055 со фатални последици, што представува зголемување за 1% во споредба со минатата година, 100 загинати лица во сообраќајни несреќи, што представува зголемување од 8,7% во однос на лани.
Основното училиште Кочо Рацин официјално се приклучи кон гасификацијската мрежа во градот. Гасификацијата се шири и постојано се зголемуваат потрошувачите на природниот газ. Основното општинско училиште Кочо Рацин официјално стана корисник на природен газ со приклучување кон гасификацијската мрежа во градот. Голема благодарност до општина Куманово и до Куманово газ, затоа што со сите своји сили и можности и способности направија се за да и ние, нашето училиште Кочо Рацин биде приклучено и да ужива во благодетите на гасот, на топлината. Што значи тоа за Сме решили голем проблем. Набавка на нафти, цистерни, преточувања има, нема, доцниме, стедење и така натаму, ова веќе решен проблем, се вика, да не му мислиме за зимските периоди да ги протераме како што треба. Учениците и вработените од училиштето се задоволни и велат дека уште од првиот ден се чувствува разликата во топлината за разлика од претходните години кога се грееле на нафта. Пошто е парното во петокот, ние сме презадоволни бидејќи ни се потопли училниците и нема потреба веќе да носиме јакни во училници. Сега ни е потопло. Во гасификацијата на јавни објекти во градот, освен училиштето Кочо Рацин, се приклучи и средното училиште Перо Наков, како и храмовите Света Троица и Свети Никола и повеќе домаќинства во населбата Гоце Делчев. И во наредниот период продолжува гасификацијата во Куманово, каде што се планира приклучување на стамбени згради на булеварот Октомвриска револуција. Во Центарот за култура Трајко Прокопиев беше промовиран етнолошкиот филм Марков бунар, чиј автор е Валентина Илиевска, кустос етнолог во музеот во Куманово. Филмот е прикажан бунарот кој се наоѓа во Проевце, како и обичаите и прославувањето на евангелистот Свети Марко. Во Центарот за култура Трајко Прокопиев беше промовиран етнолошкиот филм Марков бунар, чиј автор е Валентина Илиевска, кустос етнолог во музеот во Куманово. Станува збор за светата вода Свети Марко или на кумановци познат како Марков бунар. Во филмот е прикажан бунарот кој се наоѓа во Проевце, како и обичаите и прославувањето на евангелистот Свети Марко. Филмот е снимен на 8 мај оваа година, значи денот кога и впрочем календарски се паѓа празникот на евангелистот Свети Марко и на самиот ден на истото место каде што се наоѓа бунарот се изведуваат повеќе магиско обредни действија со тоа што се осветува водата, потоа се сипува во бунарот, со истата подоцна се полева, се мие, се пие. Исто така се палат свеќи, се сече славски колач, се со цел го прават тоа луѓето за да си обезбедат една благосостојба во нивниот живот и здравје. Целта на филмот е богатото културно наследство од духовната култура да биде ставено на еден видеозапис и да се пренесува на идните генерации. Инаку во конкуренција од 52 филма од страна на 11 држави, филмот Марков бунар е добитник на втората награда сребрена плакета на меѓународниот фестивал Камера 300 во Битола. Овој филм е поддржан и финансиран од Министерството за култура на Република Македонија во реализација на Национална установа Музеј Куманово, а автор е кустос етнологот Валентина Илиевска. Целта ни е да нашето богато културно наследство од духовната култура, нематеријалното, неопипливото, го ставиме на еден видеозапис и го сочуваме да биде пренесено за идните генерации. Исто така големо задоволство ни е што вечерва со нас тука е и познатата за кумановчани учителка Тројка, инаку Тројка Јанчевска. Филмот е поддржан и финансиран од страна на Министерството за култура на Република Македонија во реализација на Националната установа Музеј Куманово. Во трговскиот центар Сума најмалите имаа можност да се забавуваат и да ги покажат своите надпреварувачки можности во надпревар на брзо јадење на пица, трка во вреќи и трка во лазење. Родителите задоволни што имаа можност нивните деца да се дружат и посакаа што повеќе настани да има од ваков тип каде од мали нозе ке се развива надпреварувачкиот дух кај децата. Во трговскиот центар Сума се одржала зијада. Учество следоа деца на возраст од 5 до 10 години во категорија на трка во вреќи и брзо јадење на пица, додека за најмалите кои што се уште лазат се одржа трка во лазење. Се организирала зијада, која што веќе ќе биде традиционална и претпознатива за трговски центар Сума. Се организира по втор пат, имаше многу убав одзив. И по повод тоа, за забава на дечиња, решивме и ова година повторно, со тоа што имаме уште некои категории, како што е брзо јадење на пица, трка во вреќи
Така да мислам дека некои моменти кои што ќе останат во сеќавање на нас, на родители, на баба, на дедо, на сите, нешто поинакво. Родителите велат дека недостасуваат вакви настани, каде што можат малите да се забавуваат и пред се да го развиваат надпреверувачкиот дух уште од најмали нозе. Па дојдовме да ни биде интересно да се игра детенце. Ви учествувавте, така? Да. Како се покажавте тука во Латијана? Па во прв момент почна да плаче, потоа се опушти па дојде до мен. Па во Куманово недостасуваат овакви настани, така да супер можност малите да се дружат, да ги сликаме, да се надпреверуваат, уште сега да го развиеме надпреверувачкиот дух кај младите. И очекувате награда или? Не, Лазар овој пат не се покаже во најдобро светло, послободен е дома на своја територија. Па да ги видиме малите дечиња и мојот нук се такмичи во јадење на кој побргу јаде пица, да го видиме. Така, дали е ова добро и повеќе да се организира за дружење? Па за млади, за дечиња, како што нема друга забава, ова е добро организирано и така да се децата дружат. И што е она интересното тука кога се доаѓа? Забава, дружење. И треба ли повеќе да се организираат вакви забави? Треба, да, сигурно. Ова е втора година поред во која се организирала зијада и се настојува да прерасне во традиционална. Со цел да се покренат прашањата за родовата еднаквост во општеството и во таа насока жените да се мотивираат за поголема вклученост во општеството. Форумот на жени при СДСМ Крива Паланка организира едукативна работилница на тема родова еднаквост. Форумот на жени при Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од Крива Паланка викендов организира едукативна работилница на тема родова еднаквост. На истата предавачи од првата школа за женски активизам пред присутните ги презентираа темите врзани со родовите аспекти, како и интеграцијата на жената во политичките одлуки и акции и воопшто во сите општествени процеси. Форумот на жени на Социјалдемократскиот сојуз во овој период организира поголем број на работилници на тема родова еднаквост, кои ќе се спроведат во сите општински организации на СДСМ во Македонија. Идејата за овие работилници произлезе од школата за женски активизам, првата школа за женски активизам во Македонија, која беше иницирана и спроведена, успешно спроведена од страна на Форумот на жени на СДСМ, Институтот Прогрес за социјална демократија и Фондацијата Фридрик Еберт. Целта на школата за женски активизам и на овие работилници е да вклучиме што поголем број на жени и стручно да се обучат во областа на родовите прашања. Исто така сакаме да ги мотивираме жените да ги развијат своите капацитети во процесот на кандидирање, избор и извршување на функции на одлучувачки позиции, бидејќи кога во едно општество имаме еднаква инволвираност на мажите и жените во политичките и општествени процеси, тоа е суштинско значење за зајакнување на демократскиот систем во таа држава. Бидејќи ова е работилница, значи бројот на жени не е ограничен, така не треба да помине од 30 жени, бидејќи за да имаме нели атмосфера за работа. Ваквите работилници се со цел да се покрене нивото на мотивација кај жените, за да ги развиваат своите капацитети во процесот на кандидирање, избор и извршување на функции на одлучувачки позиции, велат предавачите. Започнавме проект Женски активизам во рамките на Форумот на жени на СДСМ и нашата цел е родово зајакнување, едуцирање на нашите членки, но освен тоа што ќе ги информираме и мотивираме, нашата намера е да видиме и нивни видувања, нивни размислувања на одредени прашања поврзани со родовата тематика. Советот за безбедност на Република Македонија на синоќешната седница, која беше свикана од председателот Ѓорѓе Иванов, поради безбедносната состојба поврзана со терористичките напади во Париз и случувањата во врска со бегалците, донесе конкретни заклучоци и мерки во случај на ескалација на мигрантската криза.
Советот за безбедност изрази најостра осуда за терористичките напади во Париз и длабоко искрено сочувство до граѓаните на Француската република, се вели во соопштението издадено по седницата. Безбедносните служби реферираа за сите предизвици и потенцијални закани со кои се соочува регионот, како и мерките што нашите институции во соработка со партнерските служби ги преземаат за нивно спречување. Заклучено е армијата на Република Македонија и управувачкиот комитет да ги преземат сите потребни мерки во случај на промена на ситуацијата на теренот, во смисла на можни ограничувања на протокот на мигранти во другите држави во Европа, кон кои тие се упатуваат. Доколку состојбата со протокот на мигранти добие тренд на намалување во другите земји, Советот за безбедност заклучи армијата на Република Македонија и управувачкиот комитет како крајна мерка да може да преземат и поставување на барикада со жица на местата на кои ќе се оцени дека е потребно. Советот за безбедност ја задолжи армијата на Република Македонија веднаш да ги започне сите подготовки и активности за расчистување и подготовка на теренот за евентуално и можно поставување ограда. Сепак ваквиот чекор кој засега е само можност би се преземал во крајен случај, односно само доколку земјите кон кои се патуваат мигрантите значително го намалат протокот и на тој начин Република Македонија биде доведена во ситуација да се соочи со предизвикот за подолг престој на неконтролирана бројка на мигранти, за која нема капацитет и можност да даде хуман третман, се наведува во соопштението издадено од кабинетот на претседателот Ѓорѓи Иванов. Од денеска почнува да важи задолжителната обврска за носење зимска опрема во возилата, која ќе трае до 15 март следната година. Доколку се прекрши ова обврска, се пропишува казна од 45 евра во денарска противредност. Односно на возачот ќе му се регистрираат 25 негативни поени. Од денеска почнува да важи задолжителната обврска за носење зимска опрема во возилата. За возачите на автомобили, джипови и лесни камиони е задолжително носење зимски гуми и синџири, а за возачите на автобуси и на тешки камиони и лопата ако на погонските тркала не може да се постават синџири за снег. Санкционирањето во постојната зимска сезона ќе биде согласно постојниот правилник за зимска опрема во автомобилите, со кој се пропишува казна од 45 евра во денарска противредност, односно на возачот ќе му се регистрираат 25 негативни бодови. Според Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, полициски службеник може да му нареди на возач да го прекине натамошното движење на возилото, ако не постапи според сообраќајниот знак за задолжително носење и употреба на зимска опрема. Исто така, полициски службеник може да нареди на возач да го прекине натамошното движење и тогаш кога не постои сообраќајен знак за задолжително носење на зимска опрема. Ако зимските услови на патот не овозможуваат непречено и безбедно одвивање на сообраќајот, односно полицискиот службеник може да му нареди на возачот задолжително да ја постави на возилото зимската опрема. Обврската за задолжителна зимска опрема трае до 15 март следната година. Првиот идентификуван бомбаш самоубиец во терористичките напади во Париз е Омар Исмаил Мустефаи, кој на француската полиција е познат како криминалец. Во турскиот туристички центар Белек во близина на Анталија почнува дводневна средба на лидерите на групата најголеми економии во светот Г20. Членовите на председателството на Чешкиот совет за национална безбедност се согласија околу потребата за зајакнување на надзорот на надворешните граници на Европска унија. Вести од светот. Првиот идентификуван бомбаш самоубиец во терористичките напади во Париз е Омар Исмаил Мустефаи, кој на француската полиција е познат како ситен криминалец. Препознаен е според отисокот на прстот кој е пронајден меѓу урнатините на концертната сала Батаклан. 29 годишниот Мустефаи е еден од тројцата кој се разнесе при тоа уби 89 луѓе во концертната сала. Неговото криминално досие покажува дека имал 8 пресуди за полесни кривични дела, но не е осудуван на затвор. И вториот осомничен за нападите во Париз е најверојатно влегол во Европа преку Грција, изјавија грчки владини извори. Грчкиот министер за заштита на граѓаните Никос Тоскас изјави дека носителот на сирискиот пасош, кој е пронајден до трупот на еден од бомбашите, поминал низ Грција во октомври. Еден од терористите кој сееше смрт во Париз ја поминал целата балканска мигрантска рута со сириски пасош на име Ахмет Ал Мухамед, објави Блиц. Врз основа на тој пасош француската служба на безбедност побарала помош од балканските служби врз основа на што се утврдило дека Ал Мухамед влегол во Грција на
3 октомври, а преку Македонија на територијата на Србија влегол на 7 октомври. Регистриран е во центарот на Прешево, каде формално побарал азил, потоа го продолжил патот и преку Србија влегол во Хрватска па во Австрија, од каде се упатил во Париз, информира Блиц. Француската полиција соопшти дека напаѓачите изгледале искусни на прв поглед и добро обучени. Во турскиот туристички центар Белек во близина на Анталија почнува дводневна средба на лидерите на групата најголеми економии во светот Г20. Иако Г20 вообичаено се фокусира на економските прашања, сепак по терористичките напади во Париз, турскиот претседател Речеп Тајип Ердоган побара од светските лидери да ја дадат приоритет на борбата против тероризмот. На средбата меѓу другите ќе учествуваат претседателите на САД и на Русија, Барак Обама и Владимир Путин, германската канцеларка Ангела Меркел, британскиот премиер Дейвид Камерон. Францускиот претседател Франсуа Оланд нема да учествува на средбата, но затоа ќе бидат присутни министрите за надворешни работи и за финансии на Франција. На дводневната средба ќе учествуваат вкупно 13.000 лица, без да се вбројат представниците на невладините организации, бизнисмени и 2500 акредитирани новинари. Членовите на претседателството на Чешкиот совет за национална безбедност се согласи околу потребата за зајакнување на надзорот на надворешните граници на Европската унија, соопшти претседателот на Чешка Милош Земан. Земан вели дека советот бил едногласен дека треба да се премине од зборови на дела и на вистина да се зајакне границата. Тој оцени дека доколку НАТО се одлучи за копнен напад на така наречена исламска држава, чешката армија би можела да им понуди на сојузниците хемиска единица или мобилна болница. Премиерот Бохуслав Соботка повтори дека безбедносни сили немаат информации дека на Чешка би се заканувала опасност како во Париз. Меѓутоа, истакна дека Чешка мора да го зголеми притисокот за заштита на надворешните граници на Европската унија, да се стави под контрола миграцијскиот бран и да биде јасно кој доаѓа во Европа. Ракометарите на Вардар доживеа несреќен пораз од 31-30 на гостувањето во Барселона од групната фаза во Лигата на шампиони. Во интересен надпревар Вардарци беа достоен ривал на европскиот шампион, кој благодарејќи на присебноста во финишот успеа да дојде до бодовите. Вардар се прикажа во одлично издание и не разочара со прикажаната игра. Напротив, Вардарци и на овој надпревар потврдија дека во оваа сезона ќе атакуваат на што подобар пласман. А во Барселона во првото полувреме видовме рамноправна борба, се играше гол за гол. Одлично бранеше на голот на Вардар Штербик, но и другите максимално се бореа против домаќинот. За својата игра комплименти заслужува одличниот Горбок, кој на секој напревар е меѓу најдобрите во нападачкиот дел од играта. Меѓутоа, ако нападот беше добар, тогаш мора се каже дека одбраната потврди. Во текот на целиот меч, нашиот шампион никако не успеа да најде решение за одличниот бек Ваел Жалус, кој беше главен творец на победата на Барселона, постигнувајќи 12 голови. Но што е тука на следниот меч, очекуваме Вардар да се реваншира на Барселона и да продолжи со добрите настави оваа сезона во Лигата на шампиони. Ракометарките на Вардар доживеа несреќен пораз на гостувањето во Унгарија против Ѓер и тоа во последните секунди од надпреварот. Македонскиот шампион со малку поголема концентрација во финишот можеше да оствори поволен резултат од овој надпревар. Ракометарките на Вардар може да жалат за поразот во Унгарија од 28-27. Тој се случи на 2 секунди пред крајот, кога домаќинките со играч повеќе преку Хајде Локе успеа да погодат. Во првото полувреме Вардарки тргнаа слабо и за 12 минути успеа да постигнат само еден гол. Меѓутоа, во продолжението се разбудија некои играчи и предноста растеше, за да првиот дел биде крунисан со 3 голови преднос. Во второто полувреме домаќинот заигра подобро и успеа да се врати во напреварот. Во финишот Ѓер влезе со преднос, но Вардар успеа да израмни и кога сите се надевавме дека бодот е обезбеден, домаќинот со ракометарка повеќе и со добар напад успеа да слави важна победа. Најефикасни во Вардар беа Радичевиќ, Дембеле и Хмирова со по 4 голови. Во следното коло нашиот шампион го пречекува тимот на Хипо. Кошаркарите на МЗТ Скопје во АБА лигата во Подгорица беа поразени од Будуќност. Нашиот шампион беше рамноправен се до финишот, кога домаќините ја направија предноста, која се покажа недостижна за металците.
МЗТ Скопје го доживеа третиот пораз во низа во АБА лигата. Нашиот шампион немаше доволно сили да му се спротистави на будушност и на крајот заслужено беше поразен. Во првиот дел се водеше равноправна борба со добри периоди на двете екипи. Клучната предност црногорскиот шампион ја оствари во второто полувреме, кога со серија од 12-2 стекна голема предност од 54-42. Практично во тие моменти беше решен победникот на овој напревар. Во МЗТ со својата игра пријатно изненади младиот репрезентативец Љубомир Младеновски со 13 поени и 8 скокови. Најзаслужен за победата на будуćност беше искусниот Тадија Драгичевиќ со вкупно 19 кошеви. Во новата сезона во НБА лигата, шампионот Голден Стейт не знае за пораз. Откако ја забележа 11-тата победа во низа, репрезентациите на Украина и Шведска остварија значајни победи во бараш над преварите за пласман на Европското првенство во фудбал. Кошаркарите на Голден Стейт играат во голем стил во новата сезона во НБА лигата. Тие ја остварија 11-тата победа во низа и најавија дека нема лесно да го предадат шампионскиот прстен. Вориорси се засега единствената непоразена екипа. Најновата жртва беше Бруклин, кој беше совладан со 107-99. Повторно централна фигура на мечот беше феноменалниот Стеф Кари, кој уфрли 34 поени. Во другите мечи ја издвојуваме победата на Феникс над Денвер од 105-81, благодарејќи на Ерик Бредсо, кој постигна 30 поени. Најинтересно беше на мечот помеѓу Милвоки и Кливленд, кој домаќините го реши во своја корис со 108-105. Најефикасен на мечот беше Леброн Джеймс со 37 поени, но и тој не успеа да ја спаси својата екипа од поразот. Во другите мечеви беа постигнати следниви резултати: Вашингтон Орландо 108-99, Хјустон Далас 98-110 и Сан Антонио Филаделфија 92-83. Селекцијата на Украина е мощно блиску до пласман на Европското првенство наредната година. Тие полесно од очекувањата ја совладаа Словенија со 2:0 со головите на Јармоленко и Селезнјов. Словенците во ремашот ќе имаат многу тешка задача да ја достигнат оваа предност. Предност оствари Шведска, која во првиот меч ја победи Данска со 2:1 и ќе го чека ремашот со минимална предност. На чекор до Европското првенство е и Унгарија, откако е совлада Норвешка на гости, додека Босна и Херцеговина ќе има многу тешка задача во ремашот против Република Ирска. Какво време не очекува, следиме од временската прогноза. Тоа беше се за третиот дневник. Останете со програмата на К3 и имајте пријатна вечер.